Државата планира да собере дури 54 милиони евра годишно од зголемените даноци, кои на сила треба да стапат од 1 јануари. Новите измени предвидуваат да се плаќаат придонеси за договорите на дело, да се укине највисоката месечна пресметка на социјалните придонеси, да нема поволности за придонесите за доброволниот пензиски фонд. Ова меѓу другото го најави министерот за финансии Фатмир Бесими на брифинг со новинарите, кој ги презентираше новите даночни реформи. Министерот најави укинување на даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка за фирмите, како и воведување данок на каматите на штедните влогови. Ако, на пример, имам 100.000 денари во банка со 2% годишна камата, тоа значи имам добивка од 2.000 денари годишно. И сега би платил 10% данок, значи 200 денари годишно кон државата, рече министерот. Инаку прогресивниот данок кој требаше да се воведе од 1 јануари, планирано е да биде одложен. Реформи ќе има и ке данокот на додадена вредност, но за сите овие решенија министерот рече дека допрва ќе се дебатира. Секое решение вели ќе има рок за имплементација од 6 месеци. Бесими рече дека собраните приходи ќе се искористат за инвестиции во здравството, енергетските капацитети, како и во патната и железничката инфраструктура. Инаку стопанството веќе се изјасни дека е против воведување на нови давачки во време кога државата тоне во голема криза и наврата ни тропа тешка зима. Апелираат надлежните најпрво да поработа на сузбивање на сивата економија, а дури потоа да се разговара за какви било промени во даночната политика.